Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, 21 часот. Ова е подкаст Радар, а јас сум Сотир Костов. Мал јубилеј, 20 емисија. Не верував дека ќе издржам 20 емисија, да бидам искрен. Ама одиме понатаму. Вие ни давате енергија. Вечерва, пак едно мало изненадување. Јовам ти да бегаме од политиката, малку ќе одеме во синдикални води, малку да обрнеме внимание на работниците, на нивните права, на заштитата на нивните права и тие што најмногу ги штитат синдикатите. Ама ќе видиме дали е баш така или има и нешто на лицето, има опачина. Мој гостин е еден синдикален лидер, многу познат и добро познат на македонската јавност и на вас, а тоа е Благоја Ралковски, претседател на Конфедерација на слободни синдикати. Добра вечер, Благоја. Добро вечер, благодарам на поканата, се надевам дека вечерва ќе имаме интересен муавет, има што да кажеме. Да, јас сум сигурен дека ќе имаме добар муавет. Ние така, од поодамна се познаваме, сме били во еден друг медиум, сме соработувале. Благоја, го живееме времето не време. Го живееме времето кога многу вредности се изместуваат од својот зглоб, Благоја. А некако после 7-8 години маргинализирање на основните вредности на едно демократско општество, тоа се граѓаните, тоа се избирачите, тоа се работниците, дојде до една промена на подобро, се чувствува новата енергија, се чувствуваат првите економско-социјални показатели дека се подобруваат работите и туку сега одеднаш ССМ, Сојузот на синдикатите на Македонија, нивниот лидер Чинан Трндафилов беше, прекинува социјален диалог, не продолжува по тој трипартитен договор влада, работодавачи, синдикати, одлучува да оди на улица и да прави револуција, да остварува работнички права за поголема минимална плата и поголема просечна плата. Тоа е тоа што тие го велат. Јас консултирав по багемите луѓе денес пред емисијата, 4 синдикалци, од кои 2 познати лидери. За 2 имам право да ги открием имињата. Прочитав еден проглас на гувернерот на Народна банка. Се консултирав со еден експерт од економската сфера, финансиската. Тие кажуваат нешто друго дека се случува. Еве ќе почнеме од најекспертското. Нелогични барања на ССМ и Трндафилов, несериозни барања и несериозни баратели. Експертот друг додава политизација на правата на работниците, вмешување на политиката или поточно обид синдикалното движење да се стави во канџите на политиката, ама вака ми вели, што ми изненади. Не само од СДСМ и Левица, и од една група средни и помали партии. Благоја, не сакам со тебе да зборувам за политика, ќе збориме за синдикално движење, ама како еден од лидерите на синдикалните движења и како легитимен представник на Конфедерацијата на слободни синдикати, те молам твоето мислење да ми го дадеш за овие лице и наличје на состојбите што ни се случија изминативе денови, особено веднаш после конгресот на СДСМ. Микрофонот е твој. Се е логично поврзано, само тука треба да се ценат сами граѓаните. Јас би рекол дека во период или во време кога светот се менува, кога синдикалното организирање е клекнато на колена, ке нас себе има некој крик. Ама дали е тој вистински крик, дали е тој синдикален работнички крик? Видовме вчера дека има излезено вработени во образованието. Образованието добива покачување како никогаш до сега. Колку беше процентално, Благоја? Па вака, спогодбата се подпиша ноември 2024 година, добија 5%,
После 5 месеци на 1 март 2025 добија 7, а сега веќе преговара СОНК со Министерката за финансии во рамката на онаа спогодба од 7,5 до 10. Дали ќе биде 7,5, 8,5, 9, 10, не се знае тоа какви преговори ќе бидат. СОНК си има своји аргументи, Министерството си има своји аргументи, ќе се чекаме, ќе видиме на крајот каков ќе биде. Да констатираме реализирани 12% покачување, со можност уште 7,5, Минимум. 8 до 12. Така, тоа е 21,2% кумулативно за некоја година и пол. И половина. Ако ќе се вратиме назад, СОНК требаше 6 месеци да протестира, да штрајкува, за да добие барем усогласување она што го имаше со минималната плата. И сега повторно се враќаме на денешницата. Имаме образование, здравството. Исто има спогодба каде што добија покачување октомври 24 година од 7%, но во тоа покачување од 7% кумулативно што беше, може да се каже дека медицинските сестри од примарно, секундарно и терцијално здравство, кои што беа приближно со платите до минималната плата, тогаш ги далече од 15 до 17%. Потоа добија уште 5% во март 2025 и еве сега преговараат во рамките на спогодбата од 5 до 7, се најавува дека, еве слушнавме од директорот на Фондот за здравство, дека ќе бидат 7% процентуално. Слична ситуација, нешто повеќе кај медицинските сестри. Така, тоа се направи такво линеарно согласување за да медицинските Ни сестри... бегаа во странство, ни одеа. Така, се одвојат од минималецот и сега, например, медицинските сестри колку толку направивме некаков пристоен личен доход. За година и половина. За година и половина. Прв пат доби полицијата 10% покачување, затоа што на полицајците основната плата и ден денеска е под минималната плата, па се прават обиди со овластувањата и така натака. Еве добивме ветување од министерот за внатрешни работи дека ќе се направи се, како што е и во законот за внатрешни работи, кој што има повторно одложување заради тоа да се направат пресметките, повторно ќе добијат покачување најдосна до септември 2026 година. Имаме понудена маса од премиерот, односно од владата, на која што бевме и ние од КСС и тие од ССМ, каде што премиерот тогаш во април минатата година пред Великден понуди дека од 1 мај да се почне со 7%, 2026 да имаме 5, 2027 5 и повторно 7 во 2028 година, плюс она линеарно што го добиваат како согласување за тоа што минималната плата е дел од основната плата. А ако таа се покачи 1700-800 денари, зимаат 1700-800 денари плюс процентуалното покачување. Тука изора е 22% на 3 пати и линеарното, значи тоа доаѓа до 40 24 кумулативно 26. Ете така, и плюс линарното доаѓаме до некој процент од 35 до 40%, зависно од тоа на која позиција. Најниските ќе земат повеќе, највисоките ќе земат многу помалку, затоа што првото покачување е линеарно. Дали тоа значи дека точно изјавата на премиерот и на други функционери од власта дека од ССМ е одбиена понуда за 2 години да се згомилеми некаде 40% платите? Па еве, за тоа изборувам. Да. Значи, требаше да се видиме после Великден и да биде од 1 мај да почне покачувањето. УПС и ССМ направи обструкција, го минираа целиот процес. Еве, ние го преземавме во наши раце и од 1 март 2026 почнуваме, еве, сега сме во процедура на подпишување на тие поединечни колективни договори. Значи, во преговори сме, ќе ги подпишеме во сите институции каде што немало покачување во изминатите 7-8 години, да кажеме, затоа што се покачуваше минималната плата, а тие луѓе беа оставени да бидат на плата од пред 7-8 години, каде што немаше покачување, освен она што го подпиша лидерот на СДСМ во 23-та 10% и при инфлација од 20%,
кога ние бевме против тоа, излеговме нели и со пресконференција и кажавме каде е каменот на сопнување. Еве, успеавме и тоа да го истуркаме до крај, така да и тука ќе бидат решени работите. Останува војската, излегува синдикатот од војската, значи само со изјава дека немаат покачување во овие 2 години, но мораме да кажеме, да бидеме искрени, она што беше подпишано со претходната министерка за оние додатоци на плата, станарини, храни и така натака. Да амортизираат. Тие огромни значи додатоци на плата, овој министер во 99% успеа да ги исплати. Сега, кога што се моите сознанија однатре, оние преговори кои што требаат, се прават некои напори за покачување на платите, какви ќе бидат тие, ќе оставиме да покаже диалогот. Ние, впрочем, во минатото не протестиравме за да бараме не знам што, туку протестиравме да се почитуваат законите и протестиравме да имаме социјален диалог. Тоа беа нашите пароли. Без социјална правда нема социјален мир. И паролата беше почитувајте ги законите и колективните договори. И сега вака, од ова можем да заклучам дека вие и тие што се со вас заговарате диалог, социјален диалог со владата и со работодавачите, а ССМ се одметнува и оди на улица, бара нешто од експерти кажано не логичко, нереално, енормно, неостварливо. Ова ситуација знаеме не е добра. Ама знаеме дека само диалогот е алатка ефикасна и ефективна на демократијата. Улицата знае да отиде во 2 крајности и не сакам ни да ги зборувам. Дали констатациите ми се точни и сега малку ќе те притискам, поради што мислиш ти дека ССМ се откажува од диалог, а оди на улица? Има ли некоја позадина? Сега мора малку така да те провоцирам. Значи, Сотир, мораме да кажеме една вистина и да ги вратиме луѓето пред 20 години. Славевме оваа година 20 годишнина од постоењето на Конфедерацијата на слободни синдикати. И знаете ли како е формирано КСС и причината зашто е формирано Конфедерацијата на слободни синдикати? Тоа молам соопштини. Подсетине. Значи, КСС е формирано заради политизираноста на тогашните лидери на Сојузот на синдикати на Македонија и одредени грански синдикати, кои што се сеа болкана и на секое раководство на ССМ од тогаш па навака, се отцепуваат од ССМ и формираат нова конфедерација која што застанува вистински на браникот на работничките права. И што имаме во историјата? Формирачи сме и основачи на економско-социјалниот совет. Иницииравме минимална плата, собирајќи 45.000 подписи во 2006 година на сите плоштади низ Македонија на 1 мај, кога не знаеат што е 1 мај, не ни има музика и слушта тоа што е 1 мај, сега гледаме, во последните години им текна дека постои тој празник. Дали од тогаш почнува феноменот минимална плата, просечна плата? Од 2012 година почнува. Се реализира. Да, се реализира таа наша иницијатива и од тогаш почнува и тоа требаше да биде социјална алотка. За жал, во 2017 година беше киднапирана од тогашната власт и од тогашната министерка, која што направи еден куп фалсификати, а Сојузот на синдикати тоа го аминуваше, го прифати. Она што се направи тој хаос, сега полека се обидуваме низ овие покачувања, низ тие формули, бараме и нови начини, ете и промена за законот за минимална плата. Еве ние кажавме дека треба да почнеме да размислуваме и на минимален платен час како што е во Србија. Во Србија не е 550 евра, во Србија од 511 до 580. Значи колку часови има работниот? Да, работниот месец, таква е и минималната плата. Да почнеме да размислуваме на други начини како можеме да покачиме минималната плата, но решение ни треба системско. Све што е адхок и силувано, преогромен хаос, ке направи уравниловки и не знам што. И ке рече некој, вие сте против покачувањето на минимална плата. Не, ние бараме 700 евра минимална плата. 800 евра минимална плата. Па луѓето да не бегаат од тука. Но мораме луѓе да знаеме дека тоа мора да биде системско решение, ни законски и реално.
идеално, Погledali ste на реалност. за да утре не сносиме од последици од тоа. И сега, дали луѓето бегаат или бегале? Еве сега ќе кажеме. Од 2017 до 2022 се покачуваше минималната плата, па се покачи недека 65-70% од 80, од 10.000 на 18.000, платите стоеа, нула, сите дојдаа на исти плати. И ние имаме од 2020 до 2022 година феномен во Македонија, што никој не го збори. Од 720.000 вработени, ние се симнавме на 620.000 вработени, но во исто време паѓаше и невработеноста, што знаеш дека луѓето поради тоа почнаа да бегаат. А сега имаме изголемување на вработеноста и намалување на невработеноста. Тоа се вистински економски параметри. Нас кој ќе не прашате, да, еве, јас сакам 600, 700, 800 евра минимална плата. Кој работник не сака повисока минимална? Да се создават економски и социјални услови за тоа. Но треба да го најдеме системско решение и да седнеме сите да го решиме. ССМ има таа можност. Кажува, не функционирал, не сме имале репрезентативност, 3 економско-социјални совети. Еве, јас ке кажам. А нека ме демантираат ако можат. Значи, премиерот и владата, иако и двата синдиката немавне репрезентативност во тој момент, секогаш не викаше еднаш месечно на консултации. И нив, и нас. Разговаравме. Значи, не се молчало, се разговарало. Тогаш се наоѓаа решенија и за администрација и за образование. Секогаш има желба да обструираат. Како да има желба нешто да направат, како они да бидат главни во јавниот сектор и да си го повратат таа фаворитска улога од пред 20 години. Треба да знаат, ситуацијата е таква како што е. Ние им понудивме помош за во приватниот и реалниот сектор. Имаат шанса, имаат работодавачи да седнат, има општ колективен договор за приватен сектор. Па 20 години е тој не подпишан, 15 години. Па што не слободен? подпишан. Да. Па ајде ССМ, што не го подпише тој колективен договор во приватен сектор? Што се фатиле за јавниот сектор кога не знам ни дали ја имаат таа репрезентативност во јавниот сектор, а сакаат да бидат газди. Преку него да ја маваат владата, јаки одговор. Многу логично. Значи, нивната репрезентативност беше на граница на репрезентативност со списоци од 2022-2023 во 25-та, а ние докажавме преку 34-5% во јавниот сектор. Тоа е 14-15% повеќе од... Приметувам дека и ти се залагаш за социјален диалог. Ја денеска, како што ти кажав, брифирав неколку луѓе за да се подготвам за емисијава. Мене Гоце Делчев, сега веќе поминат во политика не е синдикалец, ама има бекграунд синдикален, ми вика, сотире прашањето е, вика, економско-социјалниот совет, зашто е прекинат диалогот, кој избегал тој диалог, вика, и да се виде кои се намерите и има ли задни намери. И јас како човек кој ја практикува демократијата, сум ја учел со години, ја практикувам на општествен план, не на политички, на економски план, никој пат не сум се бавил со политика во демократијата, се прашувам сега. Зошто некој бега од диалог, а бевте дојдени до пред крајот, еве сте дошли до некои си 40% за 2 години, и не прифаќа, па ја да сум на нивно место, благо ја, ќе го прифатам тоа, после ќе се бунтувам пак. Значи, некој не сака вистински да ги заштити интересите на работникот. Дали сум ја во право оваа констатација, дали на вистина ССМ бега од социјалниот диалог и ја минимизира и улогата и работата на економско-социјалниот совет. Ова ми го кажа човек кој долги години бил член на тој совет. Гоце не бил член, ама присуствувал. Присуствувал да обсерверли било како, да. не е битно. Имал право на така, на реплики и така да си го искажат своето мислење. И сега присуствуваат од неговиот синдикат таму. Тоа ништо не е спорно, може да доаѓа кој сака. Да се шире инклузивноста. Така. Ја би дал еден осврт на ова прашање. Повели. А не директен одговор. А тоа е дека во време кога синдикалното организирање во Европа е клекнато на колена, кога социјалниот диалог замира
заради новите револуции, вештачка интелигенција, нови начини на работа од дома, платформи, не знам како си, па не можеш да ги најдеш работниците каде се и така натака, ние се обидуваме да политизираме нешто со што си правиме штета сами на себе. Граѓаните ќе го... Може да ми кажеш кој тоа ние, извини вака? Ние, синдикатите. Добро. Граѓаните ќе го сватат тоа, Така. ама ќе биде касно кога многу од нив ќе изгубат довербата во синдикатите и нема кој да има после да седне на маса за да преговара за правата на работниците. Да има диалог. Нема да има диалог, затоа што нема да има кој да преговара. А ние самите го правиме тоа. Ние самите ги уништуваме синдикатите. Ова е штета за синдикалното организирање. Кога ти имаш простор нешто да земеш, кога идеш во преговори, имаш некоја линија во која што викаш, ево, ова е нашата горна линија, ние бараме толку, а дали има простор за договор? Да, нашата црвена линија е толку и сега се преговара. Па све што е над црвената линија и све што е под горната линија е успех и за едните и за другите. Тоа е социјалниот диалог. Значи, треба и да направиш отстапка, и да направат отстапка од таа страна. Па затоа и постои диалог. Да се приближат. Така е, и тоа е колективното договарање, затоа што имаш и друга страна на масата. Дури и трета страна. Мене ме чуди како се толку храбри и да го прават ова што го прават, и самите да затвараат масата. Вратата на диалогот и сите тие нивни членови да ги остават со кратки ракави. Да. Но еве и денеска имавме една координација во која што констатиравме дека повторно кога они ќе ја закачкаат работата како што било и во минатото, повторно ќе падне теретот на нас. Да. Тоа мене многу ме плаши, но штетата во синдикалното организирање и штетата во членството ќе остане. Да. Тоа е најголемиот проблем, што сакам да го објаснам. Значи, сите што прифаќаат политизирање на синдикалното организирање, а нема успех од тоа, нема социјален диалог, нема придобивки, тогаш сите ние како општество сме во загуба. Да. Ај сега вака. Велиш, од каде ми е таа храброст? Од четворицата мои соговорници денес, за двојца имам само дозвола да ги кажам нивните имиња, на едниот да го кажам, другиот е Боби Бојчевски, вака ми велат. Па повеќе од очебино е дека политички партии, не е спорно СДСМ и Левица дека се умешани и стојат за ова, веднаш оваа активност следува после конгресот на СДСМ, кој беше катастрофално не е успешен, ама вика и еден број 10 на 13 мали и средни политички партии стојат за ова. Па дали од таму извира таа храброст? Ама ја би рекол, тешко дека таму има некоја подлога или некоја основа за не знам каква потпора, бидејќи видовме колку се вредни на последните 3 избори, парламентарни, председателски, локални. Има ли вистина во она што моите соговорници го кажа и двојца си ги кажуваат своите имиња? Не знам колку не можам да ги препознавам политичките партии, и тие мали, големи и така натака во цел тој протест. Но можам да кажам дека секогаш, кога сме барале нешто, сме барале да има основа и сме барале затоа што ни е прекршен некој право, дали од закон или колективен. А сме барале и сме протестирале и штрекувале да седнеме да преговараме затоа што тоа право ни било прекршено. Како законот за минимална плата што не молу согласување. И секогаш кога сме протестирале, ни за години наназад, и секогаш кога КСС или гранските синдикати ќе излезене на протест, сме се плашеле од политичко инволвирање во тие процеси и тоа сме во тие протести и тоа секогаш сме биле будни за да не ни се налепат такви етикети или да ни се налепат политички партии. Ако они дозволиле да им се случи тоа е нивни проблем. Да. Ама тоа не носи ништо добро. Тоа повеќе од очито е. Во моментот носи еуфорија, на крајот носи големо разочарување. Да, благо е еуфорија, ама види вака, ја видов некои изјави минативе денови, армија од 200.000,
вашите функционерски фотели има да ве натераме да ги замените со тврдото столче на работниците, ама синок е по моја слободна оценка. Нема да минимизирам, нема да претерувам. Ја лично мислам дека имаше присуство од 1500 до некои си 2500 луѓе. Па некоја голема армија не е тоа, каде се работниците јас тука, а еве се залагам за поголема минимална плата, поголема просечна плата, до максимум доколку е реално. Каде се тука останатите работници и каде е репрезентативноста на овој ССМ? Во Македонија во последните 10 години е многу тешко да направиш протест. И ако е синдикален, треба вистински да ти веруваат. Ако ги изложиш и ги изманипулираш, Тешко тебе. Тоаш ќе ја платиш цената на таа манипулација. Колку биле не знам, нити е наше, нити сме ги мереле, нити сме ги броеле. Па добро, и коректно од ваша страна. Така да, дали биле политизирани или не, нити тоа не ни интересира. Нас не интересира затоа што имаме иста деност. А таа деност, ви кажав, во овие времења, можат повторно да направат штета и повторно да ја да ја уништат едноставно. Исто како Синдикалната идеја и пракса. години. Синдикалната идеја, синдикалната пракса, синдикалното организирање, исто како во 90-тите години. Подпиша за стечај на фабриките, оставија 400.000 луѓе без работа. Имаме искуство ние негативно. 2003-2004 година конфликтот со гранските синдикати беше затоа што китите добре, еве имаме поддршка од Европа, станавне нели пред како беше тоа кандидат за членка во Европска унија, никакво покачување во тие 3-4 години, немаше минимална плата, знаеме дека некои работеа и за 3-4-5 денари во трудоинтензивните дејности, повторно молча и дава поддршка на политичка партија. Дали им се повторува историјата, дали им ја таков късметот, или дали имаат некоја специјална школа за да ги образуваат на таков начин или не сакаат да ги поправат лидери. сопствените грешки? Па не можат да ги поправат сопствените грешки, затоа што тоа го учат од нивните родители, не можат да ги поправат. Како биле, така продолжуваат. Сега што да кажеме тука? Добро, од која ми помогне кога ги спомна нивните родители, вака се ја следнува. Еве, постои лидерство во ССМ, синок или кога беше го видовме, ама, ја вака ќе речам, видовме еден вокабулар, видовме една реторика, која вели коленичења, која навредува, која вели ке дојдеме сите овде, вика, ке ве примораме тоа и тоа да направите. И мене тука ми се чини дека има отсуство на општа и политичка и синдикална култура и на домашно воспитание. Тука нема кај да ми бегаш, те молам твоето мислење за ова. Изразувањата беа страотни и дури заканувањата. Значи, немам коментар. Так. Испод моје ниво е да коментирам за толку ниско ниво на комуникација за таков вокабулар. Добро. И не сакам да коментирам. Го почитувам тоа, Благоја. Ајде вториот аспект да го видиме. Тој лидер, кој сега го води ССМ, ако погледнеме во неговото портфолио, јас сум легалист. 41 година право спроведував во мојот живот. Ќе видиме дека има проблеми со легитимитет, ама има проблеми и со легалноста на неговото и избирање и запишување. Дали се сеќаваме дека најмалку 2 министерки се замешани во тоа, како тој преку ноќе од веде председател, стана председател, имаше законски пречки да биде тоа, преку ноќ можеше да стане, се потпише некој си договор или колективен, тоа не се сеќавам доволно, и одеднашка тој стана
и лидер на ССМ, и репрезентативен синдикат, а ја не сум лицемер, не употребувам фрази што не се разбирливи, ќе кажам дека станува збор тука за Ременски, министерката, и она Трендафилова, или како беше, не се сеќавам, за социјала и труд, ке погледнете. Ременски не било во негово време, Ременски беше Мислам имаше предходно и да, беше убешена во нешто што беа натрешни проблеми на ССМ, ние никогаш не сме се мешале во тие натрешни проблеми. Слободан Трендафилов станува лидер во времето на Јована Тренчевска. Тренчевска, да не ја барам. Кога требаше да се потпише општиот колективен договор за јавен сектор. Така, тој Јас бев притиснат на тие преговори, не дава освен јас никој друг од КСС да присуства на тие преговори. А зошто смеам те прашам? Па вака беше ситуацијата. Тогаш вице-премиерот Битики, министерката Јована, министерот Бесими за финансии, некои службеници таму беа од Министерство за финансии, од кабинетот на министерот. Па јака екипа контра тебе си имал. А ние бевме јас, Слободан, од ССМ, Слободан Антовски од Унијата на независни синдикати на Македонија и Маријан Ристеси од СОМ, каде што јас единствено се спротиставив на тој општ колективен договор. Да. Не од причина што сакав да го направам тоа, од причина што на 15 до 20% инфлација во таа година и 15-20 во претходната година, он се договараше да има 10% покачување на платите, а не сме имале и во изминатите 6-7 години, 5-6 години усогласување на платите. Да. Никакво усогласување немало. Никакво, имаше од 1-2%, што они го аминуваа тоа. И дури упаѓа во штрајкот на СОНК и така натака, па сега се чудат зашто СОНК не ги поддржува. Им враќа валјда мило за драго. Па не се, СОНК е на масата и си преговара. И тогаш беше на масата како голем и моќен синдикат. И беше работата каде што Слободан се сложи 24-та година да нема никакво покачување, тоа да биде единствено, каде што јас кажав искрено. Јас овакво решение во КСС, ке моите грански синдикати, ако се вратам, значи, мене тие лично ќе ме линчуваат, а камоли кога ќе дојде членството. Значи, ти ја видел штетата однапред. Така е. Ме оставија во една просторија Слободан да ме убедува таму еден час. Јас му кажав дека такво нешто нема да потпишам. А чисто сумњам, викам дека и ти ќе потпишеш, гледаш, не те запишуваат во како председател на ССМ. И на крајот, кога дојдовте повторно да преговараме, беше добра, Бесими ме замоли, добра, ајде ние да даеме изјава, ти пошто не се согласуваш, остани си на страна, па да видиме овие денови, ќе дојдеш со уште еден, двајца, тројца твои грански председатели или раководството на КСС, па ќе седнеме да преговараме. Додуша човекот испадна коректен и не викна за 3 дена на преговори. Јас тогаш ще тргнав на страна, може сите да видат дека тогаш сите дадоа изјава, освен КСС не даде никаква изјава, за да видиме што можеме да направиме, ајде и во делот на оние што немаа порамнување 23-та година, но и за 24-та година. Тогаш не повика министерот после 3 дена и од никаде после 15 минути упадна вице-премиерот Јована и кажа нема преговори, тоа е тоа и крај немате што Прекинување на диалог. Прекинување на диалог. Као нешто слично сега, ама ССМ го прави. Така. Значи они си имаат пракса. Благо, можам така да констатирам. Па има нека слично. На прекинување на социјален диалог. А ваму се залагаме за работнициве. Го прекинаа тој социјален диалог и преку ноќ објавија дека ние сме се сложиле и дека тогаш баравме и оставка од министерката и така натака. И останав некоректни до последниот ден, кога свативме дека на 17-ти министерката, иако беше одбиен од неј за
како да биде упишан како председател и на трговија и на ССМ, наеднаш се предомисли и го запиша како председател и ние свативме дека тој колективен договор штетен за работниците, кој што направи штета, од кој што се стварно изфрустрирани заради овие спогодби, свативме дека ќе биде потпишан и ние издигавме на пресконференција во 12 часот. СС беше закажан за во 3, пошто ја кажавме во 12 часот вистината, не знаеа што да направат, па во 3 часот го одложија за во 4:30, па цела влада отиде у ССМ таму да видат што можат да направат, па вместо во 5:30 после го одложија во 6:30 и така да на крајот кога дојде, кога прашавте што се договоривте, кои се одредбите, затоа што сакаме да знаеме, а не може вие ништо да прашате, немате право да прашате, го подпиша, изиграа повторно едно оро таму. Сите заедно. Они утунели играат, така, влада не ни играат. дадоа и ние синдикати. да отидеме на таа пресконференција да дадеме изјави, ни забранија тогаш лично премиерот Ковачевски ни забрани, на мене и на председателот на СОНГ да дадеме изјави. Бидно што бидно ја направија штетата и сега не идуваме на партнер кој што За сака разговор, да за диалог. кој што сака да избрави, кој што и во тоа време не поддржуваше дека е направена штета. Не сме исправиле 100%, но има голем дел, 70-80% веќе се исправа таа штета и се обидуваме да ги дотераме работите онака како што треба да бидат правилно. Нив одеднаш, пошто сега испадна од игра од јавниот сектор, затоа што реално и не им е местото таму, сега наеднаш им текна 600 евра за сите вработени. Па јас ќе кажам дека вака. Ако ССМ не поддржуваше во годините кога аминуваше се и се усогласуваа платите онака како што растеше минималната плата, како сега што се усогласуваат овие 2 години, Да. тоаш ние се веќе ќе имавме 600 евра плата. Па се видите која е штетата од нивното делување. Да. Сега, за година и пол стигнавме од па некои 370-80 минимална плата во јавниот сектор до сега први маж би требало некако да биде 31-32, што мислам дека е голем успех, но и ние платите со високо образование почаа да растат, така да луѓето од нивната разочараност и отсутност од работно место, иако се присутни, почнува полека да се враќа. Затоа што ние бараме реформи, бараме продуктивност на јавната администрација, не гледаме кој го направи тој хаос и зашто луѓето останаа разочарани, па кажува, ако може оној со најниско образование да зима исто колку мене, тогаш зашто да работам и јас? Тоа беше една страшна ситуација во која што се најде јавниот сектор и во која што го оставија јавниот сектор. Не се работите розови, не се идеални, но се надеваме дека со вие спогодби и со новиот општ колективен договор за јавниот сектор, дека колку толку огромен дел од тие неправди ќе ги исправи. Значи сепак диалог, социјален диалог. Па имаме со кого да преговараме. Така. Ке додадам уште едно прашање, ама зона хронологија што каже и притисокот и циркусот што ви го направиле, ја ќе те потсетам на една песна од мојата младост. А и од твојата има нека тајна веза. Значи, ти убаво објасни, гледачите сами ќе си просудат. Сега вака. Го спомнуваш јавниот сектор, го спомнуваш реалниот сектор, правиш прекрасна дистинкција. Мене едно не ми е јасно. Зошто ССМ очите му гледаат само во владата и ја напаѓа владата, кога таму имаме, владата е ингеренциите и надлежности е во јавниот сектор, што би рекле во администрацијата, државна, јавна, било каква, на државно локално ниво, а во реалниот сектор, во приватниот сектор, каде што се работодавачите, каде што имаме неколку форми на организирање на работодавачите, каде што е капиталот, кој треба да ги зголеми платите, а не само да дава дивиденди и ајде да не зборувам за некои други работи, некако се многу бледи кон нив. Ова замена на тези, од каде доаѓа?
владата, а као да не смеат со работодавачите да разговарат или да се паметни, нека седнат со комората, нека седнат со сојузот на коморите, нека ги убедат дека треба да им помогнат, и таму се работодавачите. И нека го направат и третото столче да е присутно и да е моќно во овој социјален дел, а тоа се работодавачите. Тука да ми помогнеш малку и на гледачите да им објасниме. Вака. Прво, ние сме единствена земја во регионот што има закон за минимална плата и сите го поздравуваат тоа, дури и Европската конфедерација на синдикати го поздравува. И ние сме земја која што сме над европскиот просек и директивата за минимална плата, која што вика 50% од просечната. Ние сме на 57. Не може да биде под 57. И ние сме единствена земја каде што очигледно некој синдикат не разбира дека е различно јавен и приватен сектор. Зашто ќе А тоа е ССМ. Зашто ќе го кажам тоа? Да, они се бројни не се бројни, туку највеќе имаат во никој не може да докаже таа репрезентативност. Таа 20% би било негдека над 100.000 и кусор членови, што е таа мислам илузија сега. Ама ќе се најде формула, што би рекле вие. Не, има во законот вика кој има највеќе. Па да имаш и 2-3 луѓе, пак ќе се најде. Ќе потпишеш таков, ако за имаш, доброто на работниците. Да, ако имаш партнер од другата страна. Се они го навредуваат тој партнер од другата страна, мокниот партнер, и тие работодавачи не сакаат да седнат со нив да преговараат. Во минатото имаше во времето на Живко Митревски подпишано многу колективни договори на гранско ниво, каде што се уредува најразлични права. Подпишан колективен договор во приватен сектор, каде што добија прв пат К15 и во приватниот имаат 40%, во јавниот имаме 30%. Тоа слободно го подпиша. Они го подпишаа тоа, К15, и каде што има начин како да се изнајде во одредени сектори каде што се и работодавачите имаат проблем да најдат работници, како да се изнајде начин да се моделира некако за минималната плата, каде што владата нема никакви ингеренции да се меша во тој дел. Но они очигледно се навикнати некој да ги брани. И сега ако не ги брани, како мали деца се наљутени. Кога нема да добијат чоколадце. Ете така. И не ја научиле основната синдикална лекција да ги разграничат овие два сектори и дека на крајот на денот све завршува со социјален диалог. Повторно седнуваме на маса да се договориме. Сега, ако ќе се вратиме од вчера, завчера, не знам со кого ќе седнат веќе на маса да се договараат. А ако седнат, тоа ќе биде голем успех за нив, затоа што треба да си бестребник, да немаш образ, за да повторно повикаш нешто да се случи во социјалниот диалог. Многу пати ние добивавме повици пошто самите ги правевме тие синдикални протести, формулата нема да им ја кажеме на ССМ, пошто не ја научиле. И тешко да ја научат. Може би ќе ја научат. И тешко ќе ја научат како се прават тие синдикални протести. Да. Луѓето кои ќе видеа дека имаме народ на улицата, може и 2 до 3 пати повеќе од завчера, затоа што и двете страни од булеварот од крај до крај ги полневме. Вика, леле каква моќ, можеме да ја турнеме владата. Па ние не сме тука да ја турнеме владата. Добро утро. Туку да направиме притисок, да седнеме на маса, да ги договориме оние основни работнички права кои што ни се прекршени или одземени. Ние сме за тоа тука. А не сме тука ние да туркаме влада. Ние не сме политичка партија, ние не сме народ, ние сме работници. Представуваме правата на работниците. Дали некој може да го разбере тоа? Не знам.
Но повторно ќе кажам, Да. со текот на времето штетата што ја прават ќе осети граѓанинот, Па и веќе се осеќа, бе, благо е. а последиците Се касни. ќе бидат за сите нас. Да. Тоа е најтрагичното. Па убаво предупредуваш, да ти кажем, правиш дистинција вистинска социјална организација со камуфлирана, вистинско синдикално лидерство со политизирано и јас можам само ти кажам, ти благодарам. Пријатно ми изненади твоето ниво, да не сакаш да се симнеш да коментираш на нивното ниво, ама ја као аналитичар, па еви као домаќа на емисија, да ја си дозволам да коментирам, дека мене ова што го видов на протестот, само од председателот, не зборам за тие што протестира, тие се работници, или најголем дел се работници, имаше нешто таму, може би некои политички, членови на политички партии, ама еве да го занемариме тоа. А јас видов една жална, се вика тоа Гран Гиньол кукла во лидерот Трендафилов. Трендафилов или Трендафиловски? Трендафилов. А Гран Гиньол, а ради гледачите морам да објаснам, предпоставам ти знаеш, тоа е еден вид на театар у Франција од пред неколку векови, луткарство кај нас го викаме, каде што со прстите ги мрдаш куклата или куклите и диригираш. Да бидам искрен, јас направив една анализа на изразите на политичарите во опозиција, најистакнатите, на вокабуларот го споредив конгресен на Филипчи и на пријателите му, со овој лидер синдикален, ја не видов разлика, а вечерва приметувам една синдикална култура каде што ти мене одважно ми одговараш, не сакам да се симнам на тоа ниво и не коментирам и си држиш свое синдикално, јас би додал, ниво на синдикална култура. Гледачите нека направат разлика помеѓу тој лидер и еве лидерот на Конфедерација на слободни синдикати, а тоа си ти. Така да, јас ке коментирам дека е жално синдикатите, жално е работниците да имаат лидер кој е раководен на далински управач, нас популарно го велиме remote control, а еве јас, мојата маленкост, си дозволува да го спореди со Гранд Гиньол кукла, каде што таму друг раководи како вие ќе се движите и што ќе зборувате. Кога сме кај зборувањето, овде ќе украдам еден поим што многу малку е познат на јавноста, ќе украдам од Слободан Томич, колегата мој новинар, кој во својата гениална последна колумна посветена на синдикалното движење и случување и собитија што ни се случуваат, употребува израз вентрилоквизам. Тоа е зборување од мевот, без да отвараш устата или со мали мимики. Ама јас ја правам дистинција. Тоа беше една уметност пред 100 години и цели театри се правеа во Америка. Тоа се прави кога си гладен, кога имаш празен стомак, мев, се предпоставува вистинските работници се тоа, ама тоа се прави кога сакаш да одглумиш нешто, кога друг те тера да направиш мимика несвојствена на реалноста. Му благодарам што ме подсети на тој поим кој многу малку кај нас се употребува. Вентрилоквизам, уште еднаш ќе повторам, уметност на зборување од мевот, без да се отвори устата. Мене ми заличе покрај Гранд Гиньол овој лидер, кој си дозволи да вреѓа се живо и диво што е во политички спектар, а е на власт, и да се закану. Ајде тоа навредувањето е немање домашно воспитување, немаш неопште култура, синдикална култура. Ама она заканувањето, мене ми стое малку како треба малку да стави прстот на чело и да се замисли дали е тој вистинскиот синдикален лидер. Можеме полека, може ти со ова да не согласиш, ја морам ова да го констатирам, и нема да те прашувам дали ти се согласуваш или не со ова, бидејќи ти беше коректен цела вечер, ќе се потрудам и јас да бидам коректен за при крајот на емисијата. Јас би те замолил едно. Да ни дадеш твои поенти што понатаму.
одиме со социјален диалог, ќе се залагаме, бидејќи имаме два сигурни играча, а тоа е вашиот дел од синдикалното движење, твојот синдикат и тие што се со тебе, ја имаме владата во тој социјален диалог. Работодавачите велат да, ние сме тука, ама имаме одредени ставови кои сега за сега се далеку од работничките. Нам ни фали уште овие што овие денови протестираа и се залагаа да го политизираат прашањето. Те молам, ти си искусен, ти почна да објаснуваш од 2008 година, хронологија ни даде во која ја се присетувам и знам дека е така. Те молам да дадеш твое видување што треба сите овие субјекти да направат, каква инклузивност, како да се доближат, се за доброто на работниците. Микрофонот е твој, Благој. Вала, ќе кажам, дека имам голема надеж. Да. Тоа е добро. Позитивен став. Причина е дека долго сум во социјалниот диалог. На тој економски социјален совет само еднашка сум го видел поранешниот премиер Груевски. Само еднашка го видов кога ја качија еднашка политички минималната плата Зоран Заев. И само кога го потпишува општиот колективен договор Димитар Ковачевски како премиери. Така. И немаше министри. Ние сега, од почетокот на овој социјален диалог, дали сме биле репрезентативни или не, пак бевме повикувани сите. Добро. И тука нема лага, може сите да ги прашате, ќе си потврдат и другите помали синдикати. Ние сме на сите тие состаноци на економско-социјален совет почестени од премиерот, да биде присутен тука, На сите. Браво. да биде министерката за финансии, да бидат и други министри, да биде министрот за економија, каде што се најрелевантни да дадат одговор на нашите прашања. Ние сме доаѓале во ситуација каде што имаме 5 економско-социјални совети, кои ќе ги прашаш државните секретари или замениците министри, што вие мислите за ова, може ли да донесеме некаков заклучок, тие дигаа рамења. Многу пати се случувало ние да правиме притисок како КСС, да излагаме од тие економско-социјални совети и да кажеме кога ќе дојдат министрите и кога ќе дојдат релевантни луѓе кои што можат да донесат одлука, тогаш ќе се вратиме. Зашто ни го губите времето? Само да покажете дека имаме социјален диалог. Па ајде се сликаме и да си одиме. Ние имаме денеска вистински социјален диалог каде што на лице место можеме да ги решаваме проблемите и каде што стварно ги кажуваме проблемите и ги решаваме. Немаше најверојатно да дојдеме до сите овие спогодби, до сите овие усогласување на плати и ваков одскок, тако не беше и премиерот и министерката за финансии присутни таму, па да ги слушат и нашите барања, нашите образложенија и нашите маки. Така да верувам дека ситуацијата иде на подобро и верувам дека барем во јавниот сектор ќе се подобри. Но многу пати сум кажал на нашите протести. Бараме владата да ги почитува работничките права како најголем работодавач во државата и да биде пример за приватниот сектор. Ние сега тоа го добиваме. Јас сум го кажал 20 пати на протести. Ние го добиваме тоа. Сега проблем е приватниот сектор. И се наместо ние да се обединиме, некој прави разиденување. Зашто? Како намерно да не сака да има некаков успех, да има некакво покачување. Ајде сега јавноста нека процени дали тие лидери и ние повторно можеме да седнеме на маса. Вика христијански е да се простува, но вулгарноста оди многу далеко. Не знам, јас сум пофлексибилен, но многу пати сум кажал, дојдете сега, убедете ги претседателите или лидерите на гранските синдикати во КСС дека треба да седнат со вас. Пазите што правите, затоа што ќе направите беѓа. Сега, ние место денес, утре, овој следниот месец да разговараме меѓу себе, па да настапуваме
заеднички ние очигледно некој сакаше да се разединиме и да го уништи социјалниот диалог. Но ние сме тука, еве, да, ќе има повеќе напор, но верувам дека ќе отпочнеме и во приватниот сектор да изнаоѓаме некои решенија, затоа што очигледно и работодавачите ве јавно им кажуваат како да седнеме со вас кога вие не сакате да преговарате. Вие сте во ров и пугате по нас. Вие не излагувате да седнете на маса. На тој начин, јас повторно ќе повторам, очигледно ја пропуштиле првата синдикална лекција. Затоа што и да правиш, повторно седнуваш на маса. Украина и Русија војуваат, Ама преговараат. На маса ги решаваат проблемите. Треба да оставиш простор со сите, да имаш достоинствено коректен однос и да кажеш дали се, ете, како што викавме и ние, претерувате, правите притисок, вие сте домот на неправдата, не сме кажувале криминалци затоа што немавме докази дека биле криминалци, ама, меѓу другото, остававме простор за да ги решаваме работите. Да. И колку толку и тогаш ги подрешававме работите во некои сфери, но очигледно дека некој не сака да гледа. Не знам како да кажам. Или не им е битно синдикалното организирање, или не ја научиле таа лекција, Или се под нечiji притисок. Не знам дали се, или се испрустрирани од нечие работење, или дека има социјален диалог, нема задкулисни игри како што правеа претходно. Не можам да дадам објаснување, но времето ќе покаже. Само пак ќе повторам, многу ми е жал ако направат уште една криза и уште една штета на синдикалното организирање во Македонија, затоа што растури еден синдикат кој што сега можеше да биде 150-200 а со нивното однесување на таков начин, очигледно да ги ни прават штета на сите. Дај Боже да не ја направат таа штета во финала. Ме предухитри за последното прашање, го спомна сам без да те прашам, тоа обединување во приодот на мерите и остварување на целите ваши синдикални во интерес на барањата и правата на работниците. Јас ти посакувам тоа обединување да го постигнете. А обединувањето значи да седнете на масата и да сте единствени визави владата и работодавачите, ама и да се договорите. Ја ви посакувам тоа да го постигнете, а иначе мислам дека ти многу пластично, многу конкретно, многу јасно и концизно ја напред дистинкцијата меѓу вистинското лидерство и лажното политизирано лидерство, меѓу вистинското организирање и она, да не речам фейк организирање, ама ја ќе оставам тоа гледачите сами да проценат. Благоја, тука некаде проценувам дека треба да завршиме, јас ти благодарам, особено што беше многу јасен, краток, концизен и пред се задржан ниво во одговорите, своји стандарди синдикални наметна и за мене тоа е некоја нова синдикална култура на која треба и некој друг да се угледа и се надевам дека ако ја гледа емисијата ќе се угледа. Ние покрај информативна емисија сме и едукативна емисија, иако во твоето искажување имаше многу едукативни работи, само кој како ќе ги свани. Ние поклонуваме и книжулиња на нашите гости, на нашите соговорници. Вечерва имам чест да ти врачам едно книжулче Вселена на брендови, каде што има автор сум јас. Тоа е едицијата од 4 книги, еден толковник, ово е немалото, амбасадорчето, ама е многу поучно бидејќи кажува како се станува бренд квалитетен и добар бренд, а ја мислам дека вие сте на патот да станете добар, квалитетен и вистински синдикален бренд, па ако ќе има слободно време некој дзирни, прочитай, види, може би нешто добро ќе најдеш во тоа. Да ти честитам. Благодарам. Одважноста во држењето на задржување ниво на
зборување за колегите со кои не се согласуваш, а пред се за хронологијата што ја кажа и дистинкцијата што направи, гледачите сами ќе оценат кој е во право. Вие, кој пред се барате социјален диалог, кој пред се барате разговори и договори финални, или некој друг кој сака да оди на улица, а улицата знаеме се е можно на улица, може да дојде до хаос, може да дојде до немири, може да дојде до несакани работи и знаеме најчесто тоа е политизирано и позади некој друг гран генјал куклите ги мрда со своите прсти невидливи. Уште еднаш ти благодарам, се надевам пак ќе се сретнеме во некоја блиска иднина кога ќе ни кажеш дека вашите цели и намери сте ги оствариле. Поштовни гледачи, ова беше подкаст Радар. Се надевам дека вие ќе можете да заклучите дали за залагањата за социјален диалог, трипартитен е вистинскиот начин за створање на правата на работниците или пак улицата, протестите, навредите, понижувањата и така натаму. Поздрав од мене, се гледаме во следната емисија. Се најдобро за вас.